Ние, поискусните христијани, кои што подолго време сме му го подариле животот на Христа, сме свесни за силата на крстот. Но и нам, а и на сите луѓе воопшто, на целата планета, ни треба едно охрабрување и затоа денеска сакам да ви посочам 3 моќни работи што ги прави за тебе Исусовиот крст. Кога ќе кажам Исусовиот крст, може потполно да се замени со зборот Исусовата жртва. Стих кој што ме наведе да спремам оваква тема и да повеќе го елаборирам тоа што значи за нас, христијаните, и за моќта на Исусовиот крст, е напишано во Евангелието по Јован, во 12 глава, 32 стих. Тоа се зборови на самиот Господ Исус Христос. А јас, ако бидам воздигнат на земјата, над крстот, ќе ги привлечам сите кон себе. Ова е вистина. Ова е една од најголемите тајни и вистини на христијанската вера. Крстот, на кој што пострада Господ Исус, не е само символ на страдање, туку е тоа символ и на победа, и символ на тоа дека љубовта надминува се, вклучувајќи ја и смртта. И според христијанското учење, крстот на Исус Христос, жртвата на Исус Христос, ги привлекува луѓето не само преку таа жртва, туку и преку силата на спасението кој го носи. Исусовата жртва на крстот покажува и безусловна љубов. Љубов која што нема да остави никого за себе. Тоа е силна љубов, обемна љубов, која што може да ги допре срцата на сите луѓе без разлика на нивниот статус. Без разлика на нивното минато, без разлика на нивната грешност, без разлика на нивната возраст, без разлика на ниедно од карактеристиките што ние ги имаме во нашето општество. За христијаните, за луѓето кои што веруваат во Господ Исус Христос, крстот представува пат кон спасение, но представува и нов начин на живот, за следење на Исус и за одржување на верата, за обновување на срцето и на животот во склад со тоа што нашиот Господ и Спасител го посакува за нас. Изјавата: а јас, ако бидам воздигнат на крст од земјата, ќе ги привлечам сите кон себе, укажува на тоа дека таа жртва, Исусовата жртва, ќе стане средиште за верување во нов живот, каде што сите луѓе ќе можат да најдат прибежиште, да најдат надеж и мир. Сакам да ги посочам овие 3 важни и моćни работи што не привлекуваат, што ги привлекуваат воопшто луѓето, а највеќе христијаните, кон крстот, кон жртвата. Односно, ефектот што крстот
го има врз човештвото. Како прво, сакам да посочам дека крстот има моќ да ги ослободи луѓето. Без разлика дали луѓето го признаваат тоа или не, луѓето во себе, во срцето свое, носат неверојатен товар и вознемиреност и страв поради чувството на вина. Ова е нормално, затоа што сите луѓе сме виновни за грев, а овој факт е многу добро документиран во Библијата. Универзалноста на гревот што постои во човештвото е основна библиска доктрина. Посочам неколку стикови каде што тоа се елаборира. Во Римјаните, во 3 глава, 9 до 12 стих, апостолот Павле пишува: И што тогаш, прашувајќи ги присутните, на кои што им зборува пред тоа за јудејците, евреите и за грците. И што тогаш? Дали сме подобри од нив? Секако не. Зашто веќе ги обвинив и евреите и грците, и сите тие се под грев. Како што е напишано, нема никој праведен, нема ниту еден, нема разумен, нема ниту еден кој го бара Бога. Сите скршнаа, сите заедно станаа бескорисни, никој не прави добро, нема ниту еден. Стихот посочува на разочарувањето што го има апостолот Павле и кон евреите, и кон грците, ама и кон сите луѓе, затоа што сите заедно станале бескорисни, никој не прави добро, нема ниту еден. И денеска сме свесни за истиот феномен што се случува. Никој не сака да направи добро. На другиот се мисли, на себе си да. Сите сакаме на себе си добро да си направиме. Но, на околината, на луѓето што ни се блиски, дури и на најблиските, не. Стануваме егоистични, саможиви и само на себе да си учиниме добро. Во посланието исто до Римјаните, во 3 глава, 23 стих, апостолот Павле посочува: Ова се случува затоа што сите сгрешија и заради тоа се лишени од Божјата слава. Сите се виновни. А овој проблем ги поттикна луѓето да бараат ослободување од менталниот, емоционалниот и физичкиот пустош предизвикан од последиците на гревот. Обидите ги знаем. Тоа се, со модерен речник речено, социјални реформи. Каде што, нели, на тие кои што се пониско рангирани во општеството, ќе им се овозможат некои дополнителни работи, слобода, не знам, социјална помош, не знам, материјална, подобра состојба и така натаму. Но, не само тоа. Значи, социјалните реформи не допринесаа да можеме да се ослободиме од вината и од притисокот, затоа што никогаш не се целосни, комплетни и завршени. Некој од луѓето барат бегство во дрогата. Така можат да изградат свет на една илузија, халуцинација од дрогата и да заборават на притисокот што го чувствуваат во срцето и во душата заради својата грешна природа. Некои се оддаваат на магија, прават ритуали, измислуваат начини
со кој што оневозможуваат притисокот што го чувствуваат во себе, во срцето, во душата заради направениот грев, да ги хендикепира, да ги оневозможи. Сакаат да се ослободат. Има луѓе што сакаат да се ослободат од гревот и со тоа што го негираат. Нема грев. Јас не сум грешен. Сме го чуле тоа во околината наша, кај што живееме. Јас заслужувам да бидам почитуван, да бидам ослободен и да не чувствувам притисок во срцето и во душата заради гревот. Не. Ни тоа не ги ослободува луѓето. Зашто самата изјава дека немам грев, дека не сум грешен, значи дека нешто сум почувствувал. А што сум почувствувал, тоа значи дека тоа нешто постои. Не можете да видите некој објект, да сте свесни за него и да речете овој не постои. Значи во свеста сликата се одразува. Негацијата не може да не ослободи од чувството на вина поради гревот. Можам да набројувам уште многу начини на кои што луѓето се обидувале да се ослободат и да измислат некои така наречени решенија кои што ќе ги ослободат од чувството на вина и од чувството на грешност. Ама, тоа се работи кои што ги лекуваат всушност симптомите, начинот на кој што се манифестира грешната природа наша. Но, крстот, жртвата на нашиот Господ Исус Христос, ја елиминира основната причина. Го елиминира гревот. Како? Апостол Петар во Библијата пишува во првото Петрово послание, 2 глава, 24 стих. Тој самиот своето тело го принесе за нашите гревови на крстот. Та ние, умирајќи за гревот, да живееме за праведноста, преку неговите рани се исцеливме. За да не ослободи од чувството на гревот и од ефектите што ги има грешната наша природа врз нас, тој се жртвуваше на крстот. Ги превзема гревовите и со тоа постана причината заради која го чувствуваме притисокот на гревот. Тоа е дефинитивно многу поефикасно решение и универзално решение отколку да се замајуваме со социјални реформи, со некои филозофии, со бегство во дроги, со магии, со негирање, дека не постои гревот. Оваквото решение е универзално, действува во секој случај, за сите луѓе и во сите времиња. Гревот е отстранет, едноставно. Отстранета е причината поради која го имаме тоа чувство на потиштеност, на замореност и на заробеност од гревот. Исус, совршеното и невиното јагне, ги превзема гревовите на сите луѓе. Не символично, туку буквално. Пострада на крстот, го положи својот живот заради гревовите што ги превзема на себе, совршеното и невиното јагне. Го принесе своето безгрешно и вечно битие во жртва на крстот, за да ја плати моралната плата за сите гревови и за сите времиња. Невин и совршен живот, затоа што жртвата мораше да биде без грев,
за да може да го искупи гревот. Да немаше таков совршен живот, како што Господ Исус имаше тука на земјата. Ако имаше живот како сите нас други, тој ќе беше загаден како жртва и не ќе беше погоден да може да ги превземе моите и сите гревови на сите луѓе врз себе. Неговата божествена природа ја направи неговата жртва доволно добра и доволно вредна, за да се замени не само една личност, бидејќи тој имаше вредност доволна да се замени за сите луѓе. Во најдобар случај, добриот човек, еден човек, кој што би бил совршен, би можело да го замени својот совршен човечки живот само за уште еден друг човечки живот, но не и за сите луѓе. Но Исус е совршен и божествен. И затоа неговиот живот вреди за сите други животи на сите луѓе што постоеле и што ќе постојат. Заклучувам за тоа дека крстот има моќ да не ослободи од вината на гревот. Луѓето се привлечени ко крстот, затоа што во него гледаат место каде што можат да ги принесат сите своји гревови и да се ослободат од својата вина. Кога луѓето ќе слушнат како Исус умрел за да го плати моралниот долг што го имаме пред Бога, тоа ги привлекува. И тоа е единствениот начин да се справат со вината и да се справат за секогаш. Најпривлечните зборови на грешникот ги констатираат и Петар во делата на апостолите во 2 глава 38. Покајте се и секој од вас нека се крсти во името на Исус Христос за проштевањето на вашите гревови и ќе го примите дарот на Светиот Дух. Павле во посланието на Римјаните во 8 глава и читам стиковите од 1 до 3. Затоа сега нема осуда за оние кои се во Христос Исус, зашто законот на духот на животот во Христос Исус ве ослободи од законот на гревот и на смртта. Зашто она што не можеше да го стори законот, бидејќи беше слаб заради телото, го изврши Бог, испраќајќи го својот син во облик сличен на грешното тело и поради грев го осути во телото. Моќта, првата привлечна моќ на крстот, на жртвата на нашиот Господ Исус Христос, да не ослободи од вината што ја чувствуваме заради гревот. Втора работа што не привлекува кон жртвата на крстот, односно кон Исусовиот крст. Крстот има моќ да создаде кај човекот љубов и желба за она што е праведно, добро, правилно, вистинито, чисто. И покрај тоа, што човекот не може да постигне совршенство на оваа земја, крстот Христов ни дава жет да тежнееме кон тоа. Ниту еден закон, поранешен, сегашен, кој постоел и кој се уште постои, ниту една закана со казни
ниту некакви правила и прописи можат да не натераат да го сакаме она што е правилно и добро. Ние, вистина, можеме да го направиме тоа од страв, од казната, но казната не може да не присили и да се покорим. Ниту една самодисциплина или сила на волја не може да го натера човекот да ја сака праведноста. Меѓутоа, крстот има привлечност затоа што има моќ да ја создаде оваа желба во човечкото срце, за да може човекот да тежне да ја сака праведноста и безгрешноста. Павле, апостолот Павле, го објаснува ова во Римјаните во 7 глава, 5 и 6 стих го читам. Зашто додека бевме во телото, во нашите органи действуваа грешните страсти за кои законот ги регулираше. Па така донесувавме плодови на смртта. А сега се ослободивме од законот, откако умревме за она што не починуваше, за да служиме во новоста на духот, а не во староста на словото. На ист начин, како што копнеев по злото и по задоволството на гревот, по крстот гладувам и жеднувам за праведност. Сега, кога видов што прави вистинската, совршената праведност. Поради законот, гревот во мене тлееше. Поради крстот, духот во мене се возбудува. Крстот ме тера да сакам за секогаш да ги напуштам моите слаби обиди за добрина и за самооправдување преку некакви дела и ми раѓа желба да бидам добар и праведен, како што е тој добар и праведен. Сакам да поседувам добрина и праведност, што целосно ја заслужува мојата почит, гледајќи ја добрината и праведноста на Исус, која што целосно засенува секоја добрина и праведност. Христовиот крст има моќ да го промени срцето на човекот. Пред крстот посакувавме само она што нам ни служи. Но, откако ќе го видиме крстот, посакуваме се она што му служи на Бога. Посакуваме да станеме и да останеме праведни, добри и вредни, да можеме да го славиме Бога. Трета работа, која што ја има моќниот крст, моќната жртва на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Тој има моќ да ме убеди дека сум сакан. Еден од вообичаените проблеми што се среќаваат во денешнината се самоубиствата, депресијата, злоупотребата на алкохол, на дрогите, распаѓањето на браковите, проблемите со самодовербата и разни други негативни тенденции кои што ги има во општеството. Сите луѓе сме свесни дека понекогаш
не си се допаѓаме баш многу самите на себе. Се грижиме да се допаѓаме и другите да ја почувствуваат нашата вредност во околината, во општеството, во средината каде што живееме, но најчесто имаме проблем. Затоа што или околината или ние правиме една лоша проценка. Ова потекнува од таму што уште од младоста на различни начини добиваме пораки, негативни влијанија кои ни кажуваат дека ние не сме добри. Најчесто не исмеваат други деца. Имаме неуспех во училиштето. Има проблеми меѓу нас и нашите родители. И ред други работи. Сите тие пораки, точни или неточни, со време мислиме дека се вистинити и почнуваме да ги складираме во нашата подсвест. Реагираме со тоа што сакаме да го свириме нашиот внатрешен глас, кој што ни вика: не си достоен, не си добар, никогаш нема да бидеш доволно добар, никогаш ништо нема да постигнеш во животот. Сите сме го почувствувале тоа. Најчесто реагираме со лутина, но реагираме и депресивно, и сплашено, и несигурно. Но жртвата, крстот на Исус Христос има моќ конечно да го прекине овој циклус. Таму има една порака која што вика: те сакам, сега си добро. Кога никој не се грижи за вас, дури и кога не се грижите ни вие самите за себе, крстот укажува едно: мене си ми мил, мене ми е гајле за тебе, ми значиш. Јован, апостолот Јован, во 3 поглавие, 16 стих го читам. Зашто Бог толку го засака светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него, да не загине, туку да има вечен живот. Го читам апостолот Павле во Римјаните во 5 глава, 6 до 8 стих. Зашто додека бевме уште безпомошни во определено време, Христос умре за безбожниците. За праведник одвај некој ќе умре. За добар човек може би некој и ќе се осмели да умре. Но Бог ја покажа својата љубов према нас со тоа што Христос умре за нас додека уште бевме грешници. Крстот ме убедува дека сум сакан, затоа што во него гледам дека Бог ме сакаше дури и кога го игнорирав, кога го исмејував, па дури и кога го мразев. А тој го планираше моето спасение. Тој невино умре за да јас не бидам обвинет. Мојот пријател, мојот Бог го даде својот живот за мене. Апсолутно, најголем исказ за пријателство и доказ за љубов е спремност да се жртвува за доброто на пријателот. Не да направиш нешто добро, да дадеш прилог.
да му помогнеш на некого, туку да се жртвуваш. Жртвата покажува колку голем пријател и колку сме сакани од нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Читам во Евангелието на апостолот Јован, 15 глава, 15 стих. Веќе не ве нарекувам робови, зашто робот не знае што прави неговиот Господар. Јас ве нарекувам пријатели за се што чув од мојот татко и ви го објавив. Крстот, значи, ги привлекува луѓето затоа што има моќ да ги убеди дека никогаш порано или никогаш повеќе никој не можел така да ги убеди. Дури ако нашата лична историја е исполнета со луѓе и настани кои ни укажале на тоа дека не сме достојни за љубов, Христовиот крст стои како вечен сведок дека без разлика на се, Бог не љуби. Се додека го задржуваме нашиот фокус на крстот, никогаш нема да се сомневаме дека сме во добро со Него и дека Бог не љуби. Такам да ве поттикнам да се запрашаме и да се запрашате. Дали сте ја доживеале оваквата моќ на крстот? Овие три важни работи за кои што не привлекува крстот, жртвата на нашиот Господ и Спасител. Да се ослободите од вината, да создадете ново срце во себе и да се убедите дека сте сакани. Да, тоа функционира многу едноставно. Го читам апостолот Павле, кој што го кажува рецептот. Во Римјаните, 6 глава, 3 и 4 стих. Зар не знаете дека сите ние, кои што сме крстени во Христос, Исус, крстени сме во Неговата смрт? И така, преку крштевањето во смртта, погребани сме заедно со Него. Така како што Исус воскресна од мртвите преку славата на Таткото, така и ние одиме во нов живот. Многу едноставно. Потребно е да ја искусиме силата на жртвата на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, и таа моќ воопшто не е тајна работа. Крстот му се покажува на светот. Тоа му покажува. Крстот, жртвата, му покажува дека сите што ќе го чујат Евангелието, радосната, добрата вест, ако се уште не го сториле тоа, ќе ја добијат моќта што Господ дарум ни ја дарува. Да се ослободиме од вината, да создадеме ново срце во себе и да се убедиме дека сме сакани. Амин.